Почитувани дами и господа, животот во Охрид продолжува и со оглед на тоа дека серијата земјотреси ни го подскратија животов, овогодинешното отварање на Охридско лето помина без огномет. Сите ќутиме низ Охридов. Ој ме вака на прсти, за да не се разбуди зверот и повторно да не испотреси. Абе, ќутете, не плескајте толку, моро, еј! Зашто ако се разбуди зверов, после сите ќе се тресиме. На отварањето на фестивалот Охридско лето се обрати председателот Ѓорѓе Иванов со поздравен говор. Нема подобар начин фестивалот Охридско лето да го започнеме со джез, чие второ име е Слобода. Да, еве и реченицава е во слободен стил. На отварањето се обрати и нашиот реномиран актер и многу почитуван колега Мето Јовановски. Редовлечко во апустелие. Очко. Кој? Тој ни откри кој беше главниот виновник за форплей да настапат на отварањето? Очко. Очко да сети. Неколку мина залутани гледачи кои слушнале дека Foreplay е новиот сингл на Јелена Карлеуша, разочарани тргнаа да си одат. Ти ни го покажеш патот. Ни чекор од овде. Но беа вратени и врз нив беше извршена културна трансформација. И во собранието имаше гала отварање на седницата за разрешување на Зврлевски. Меѓутоа, Илија Тимовски побара прекин на седницата, зашто пратениците од ВМРО-ДПМНЕ треба да одат на слави, имендени, прослави. Абе, не е едно, со 300 обврски се луѓето. Заш, ако не познаваш минимум 10 луѓе што се викат Петар и 6 што се викат Павле, па ти не си за ВМРО. Земете си, море, пиле, неплатен одмор. Зашто ако ве плаќаме 1500 евра месечно за одење по слави и мендени прослави, па јас лично одмаса не би станал. Шо е ова, бе, Илија? Илкова слава? Ај, и за крштевки, и за поголеми матури да се собираме. Џафери покажа, како се викаше... те куптуарит разбирање и ги ослободи пратениците. Ајде, одете, бре, луѓе, и да ви поможи. Само немој ова да прерасне во шпрехие кече, сакаше да кажува лоша навика. Господинот Зијадин Села со брилјантна изјава. Погледнете. Unë kam thënë që shqiptarët dihet sa janë, Sa janë si pasues? do duhet I dim realisht maqedonasit sa janë. Në qoftë se do të lejohet te unë jam për që në regjistrimin e ardhshëm popullatës duhet lejuar të regjistrohen edhe bullgarët, atëherë shqiptarët edhe mund të jenë shumicë këtu në Maqedoni. Në momentin që do të lejohet që të regjistrohen edhe bullgarët, të ketë graf për bullgarët për të regjistruar, atëherë realisht do të dihet se kush sa është si numër këtu në Maqedoni. Да, јас сум за и швајцарци и германци да се регистрираат на следниот попис и тогаш сите ние ќе сватиме дека ние сме во Европска унија уште пред да влезиме. А најголема од се ќе биде пуста желба за доминација кај сите села, сите градови. Министерот Оливер Спасовски на својот Твитер профил најави брифинг во МВР. Ваква беше најавата за брифингот. Стекот конј, шкампи, лобстер, бифтекот дивеч. Јас кога го прочитав си реков, ова е некоја организирана акција на МВР за гонење на лоши вкусови од државава. За подоцна на сите да ни стани јасно дека во изминатиот период од УБК и Бирото за јавна безбедност трошеле по 600 евра на еден ручек за стек од конј.
бифтеко, дивеч, таљатели, лобстер. Све ефтини работи, само ова капучиново на крај креват многу на цена. Знам јас, море, од Охридсум, знам што е најскапо. Можда се под стрес овие од УБК и од БАБ, не смеат да откриват тајни, ама дефинитивно се убаво хранети. Крв да им провериш, хемоглобинот имат 500 да име. Нарачвеле равиоли со фазан, и ми е така дома. Кој неќам да и кажам нешто на жена ми, ќе ме прашат: Никола, шо е работава? Ништо, злато, сакаш равиоли со фазан? И објаснијајме и ќутиме. Зато од УБК ги носеле на такви скапи ручеци. Зашко ќе се јајт, не се збрне. А во воденица, дефинитивно, молчењето е злато. Ама на врвот на пирамидата, наречена непотребни трошоци, е Министерството за образование, кое за трошоци за репрезентација во народот познати како службени патувања, луксузни ручеци, трошело по 120.000 евра годишно. Шо сте? Ништо. Дефинитивно образованието е сила, образованието е моќ. Организирале тајни вечери, бе? Бојо, тајната вечера во Министерство за образование. Замислете ја, министеров и 12 класни раководители. Вечерва еден од вас ќе ме предаде, ќе го укинит екстерното и Кембридж програмата. Најако е што на прашање на новинари дали постои лимит колку пари можат да се потрошат од Министерството, одговориле: не, нема правилник што одлучи како да се трошат парите за репрезентација, тоа е оставено на потребите на Министерството. Шубо! Во буџетот има одреден лимит колку пари можат да се потрошат за една година, а ако тие пари, например, не се доволни, во тој случај се земаат 20% од друга ставка и се прераспределуваат. Така сигурно најубо. Сега сте си седнале на маса, бар најадете се колјуѓе. Ако не ви е доволно, ќе земиме од друга ставка. Например, трошоци за грејење во училиштата. Министерот, неговиот заменик и државниот секретар се тие што можат да ги трошат парите. Ау, шубо ми ти било така, море, еј! Охо, со такви народни пари, кај ќе ви ојд кавијарот, море, еј! Новата министерка за образование најави ке се повлекува учебникот за 4-то одделение по предметот општество, во кој има лекција каде децата треба да ја залепат сликата од родителите и нивната свадба и да одговараат на прашање дали се венчани во црква. Охо, колку едукативно би рекол, зашто нема ни еден подобар начин да направиш да се почувствува детето изфрустрирано пред останатите, доколку неговите родители не издвоиле трошоци за гоштевање со плескавици и динстан телешки мускул, како и неограничена количина на смедеревка и жолта за блиски роднини и пријатели, при што се ќе биде проследено од будното око на свадбарски сликар. Хепенинг, така наречен свадба. Ако толку многу ја интересирало учителката, или тој што го пишел учебникот, нека дојд дома, уседно кафе, ќе му пуштиме и DVD од свадбата, ќе ја пробати венчаницата од мама, за да може така во целост да ја доживеј атмосферата. И сето тоа ќе помине во една забава, во едно дружење, само што би рекле почитуваните Супер Хикс. Жал ми е за децата. Нов квиз во телевизискиот етер. Погоди каде е ѓаволот? Сакате да играме? Ке ве молам. Ѓаволот е во ситите детали. Ѓаволот е кај вас тогаш. Знам кај кого е. Еве го. Избега. Не е кај мене. Ендре, пријателе, многу ти благодарам за арното што ми го стори. Ама да можеш Патрик да ме сториш. 2 кандила ќе ти палам. Патрик, не можам да те сторам, а? Море, јас можам и цар да те сторам, бре.
Нати го, со здравија си го носиш. Поминаа 2 недели од како беше пронајдена бомба во Штип. Не е поврзана со прислушкување разговори, не. Оваа е реална од Втора светска војна и за разлика од другиве бомби, ова стварно мој да пукни. И по 13 дена откако беше пронајдена, бомбата од Втората светска војна се уште се наоѓа во индустријскиот дел на Штип. Засега нема точни одговори на прашањата како, кој и кога ќе се дислоцира проектилот. Засега не е познато како, кој и кога ќе се дислоцира. Абе, бегајте, не ставајте лента, да појд некој од функционериве таму, ќе ја пресечит лентата, ќе ја пуштит бомбата во употреба. Во очекување на суперкупот кој ќе се одигра во Скопје, на Вардар засилено се создаваат плажи, се врши поскапување на цени на пијалоци, се претвараат гаражите и летните кујни во соби за смештај. Значи, како да се справите со напливот на туристи во Скопје? Многу едноставно, почитувани скопјани, толку многу што сакате да сте охриѓани. Се што ви пречи во Охрид, направите го таму и готово, решени сте. Само едно ќе ви кажам, почитувани мои мили скопјани, за да сте асли охриѓани, прво што треба да направите е да почнете да се жените во фамилија.